Пред околу 3 недели во овој штипски ресторан се случи несреќа во која едно лице загина, а друго беше тешко повредено. Првичните информации од увидот говореа дека жртвите настрадале при извршување на работните задачи, а конкретно несреќата се случила во лифт во објектот. Дури деновиве, и тоа во извештај на Државниот инспекторат за труд, беше обелоденето како точно настрадале работниците. Ангажираните лица извршувале работни задачи, сервирање и послужување храна и пијалоци во ресторанот Астибо Плаза Штип. Во моментот кога се случила несреќата, истите ангажирани лица од кујната, која се наоѓа на првиот спрат од објектот, внесувале количка со празни чинии во товарен лифт. И во моментот кога ја внеле количката во лифтот, доаѓа до откинување на сајла на лифтот, при што лицата паднале со лифтот од висина од 4,80 метри и се здобиле со тешки телесни повреди. Се вели во соопштението на Државниот инспекторат за труд. По подолга комуникација за 360 степени од обвинителството соопштија дека сегашните сознанија упатуваат на тоа дека лифтот не бил инсталиран согласно закон. При извршениот увид на лице место, првичните сознанија упатуваа дека лифтот бил поставен без потребната документација и дозволи. Основното јавно обвинителство Штип го очекува наодот од стручно лице за техничка инспекција на лифтови, кое треба да се произнесе. Освен предметот што го води обвинителството, штипската фирма доби кривична пријава и од Државниот трудов инспекторат. Не поради лифтот, туку затоа што работниот ангажман на загинатиот и повредениот биле спротивни на закон. За жал, ова е несреќен случај, но она што загрижува е тоа што не е тајна дека во Македонија постојат многу лифтови кои воопшто не се регистрирани или пак не се одржуваат редовно. За еден лифт да почне да функционира, треба да биде пуштен во употреба. А пред да го добие тој документ по поставувањето, лифтот треба да подлежи на тестирање и технички преглед, чекор од процедурата кој завршува со така наречена оценка на сеопфатност. Потоа, лифтот добива единствен број и дозвола и се запишува во регистарот на Државниот инспекторат за техничка инспекција. Но тука не е крајот, бидејќи секој лифт на годишно ниво мора да помине повторно на технички преглед, а во земјава тоа ретко се прави. Значи, од старите лифтови, што се во употреба 20, 30, 40 години повеќе, има еден дел таков, тоа тие се своевремено се ставени во употреби, по онаа во употреба регуларно, да речам. Меѓутоа, не се прават тие редовни технички прегледи, има и тука и подобрување што мора да се направат така и натаму, и затоа можеби станарите или некои други не се нафаќаат на тоа. Но најголем проблем, според Сековски, е тоа што во државата постојат тројно повеќе лифтови од вкупниот број кои се официјално регистрирани во списокот на државните органи. Оттаму, ако за старите лифтови може да се следи нешто, за многу од новите не се знае ништо. До сега може да се регистрира негде 3 до 4.000 вкупно единици, тука си некои платформи, товарни и така натаму, или над 4.000. Сега не ја знам точната цифра, точниот број на овие единици, но наша предпоставка дека само лифтови, иако немаме точен број, негде околу 13.000 плюс-минус. Така да повеќе од половина можеби не се воопшто заведени во регистарот на Државниот инспекторат, кој е задолжен пак да го води тој регистар. Па иако областа на хартија е регулирана со Законот за техничка инспекција од 2008 година и последователните подзаконски акти, на терен состојбата е благо кажано хаотична. Според Сековски, најголеми се проблемите со лифтовите во станбениот сектор. Знаете дека имаме управители за управување со тие згради, но сепак останува последниот збор на станарите. Тие исто така се трудат и сакаат према инспекцијата да ги задоволат сите барања, но понекогаш самите станари немаат средства, не сакаат и така натаму. Сековски е експерт кој говори во име на фирмите кои легално работат со лифтови. Но и не се потребни стручни лица за да се дојде до потврда
дека голем дел од работите кои ги тврди Сековски се вистина. Секој втор жител кој го анкетиравме во Скопски аеродром, стамбена населба со стари и со нови згради близу до центарот на Скопје, не се чувствува комотно во лифт, а голем дел од нив директно или индиректно се соочиле со проблеми при користење на лифт. Да, не си има случај. Да, и Па дали- такви се стари, не се одржуваат. Искрено да кажем, јас не користам лифт, меѓутоа не знам, се некои звуци има, не е како што треба, не работат, не сум во таа белата зграда. Во една друга зграда, не овде, мојата сна и внукот се заглавени. Во однос на тоа дали и колку често лифтовите се сервисираат, доминираа позитивните одговори. Редовно. Редовно, овде кај сум кај церката, имам внуки, а кај мене дома друга фирма, али се сервисира редовно. А јас се надевам дека доаѓат редовно. Се надевам. Па мислам дека има, да. Има водат грижа, сепак, бар за нашата зграда, колку што знам. Па пишува дека има, ама не сме сигурни колку е тоа Не се релевантно, појавила. да. Па со впечатоците на граѓаните и аргументите на Македонското здружение за лифтови, тропнавме наврата на Државниот инспекторат за техничка инспекција. Таму е евиденцијата, колку вкупно лифтови имаат регистрирано во моментов во земјава и дали се сервисираат редовно. Од Државниот инспекторат за техничка инспекција побаравме одговори на неколку прашања, меѓу кои дали имаат точни податоци за вкупниот број лифтови, дали располагаат со доволно капацитети за покривање на барањата во целата држава и дали се случило да најдат на лица кои поставуваат лифтови на диво и да изречат казни. Иако првично добивме уверување дека ќе кажат став, една недела по ветувањето, одговори не добивме. Ние и натаму ќе ги чекаме одговорите од техничкиот инспекторат. Оттаму и обвинителството чека извештај за да ја продолжи постапката за случајот во Штип. Ниту оваа сторија, ниту предметот што го води обвинителството, сепак ќе ги извршат последиците од несреќата. Но можеби ќе придонесат да почне да се прави нешто, за да не се повторуваат истите грешки и да нема нови жртви.